Колкумина од вас посакуваат европски животен стандард? Последните истражувања покажуваат дека ако не се случат драстични промени на македонските граѓани ќе им треба повеќе од половина век или 56 години за да го достигнат просечниот стандард во рамки на Европската унија. Веројатно овие факти за повеќемина делуваат фрустрирачки. 9 организации од Западен Балкан ги одредија тенденциите за државите според податоците во последните 5 години во регионот и во Европската унија. Ефективните реформи и завршувањето на домашната задача ќе придонесе да не пропадне цела генерација која сонува за подобра живеачка. Не сме ни на средина за да го достигнеме просекот, но достигнување на просекот на Европската унија го немаат ни голем дел од самите членки на Европската унија, затоа што кога зборуваме за просек, зборуваме и просек во кој што се влезени најразвиените земји. На македонската просечна бруто плата и се потребни 40 години за да ја достигне просечната плата во рамки на Европската унија, иако македонскиот работник произведува повеќе од половина од она што го произведува работникот во ЕУ. Сепак постојат и други фактори кои влијаат на создавање на комплетната слика. Општо познато е дека во Македонија имаме голем процент на сива економија. Односно, имаме и исплаќање на платите во кеш, кои што не влегуваат во системот и не влегуваат во официјалните статистики. За да имаме соодветни статистики, треба да имаме и систем кој што ќе ги обезбеди тие статистики. Еден од начините е да имаме целосно дигитализирана економија, односно да го истиснеме целосно кешот, кој што е во оптек, па никој нема да има нити интерес, нити па барање да добие пари во плик. Споредбата не е само со Германија, Франција или скандинавските земји, туку и со земјите од окружувањето кои се понови членки. Достапноста на фондовите е клучна. Ако Македонија во последниве 10 години во просек добивала 0,8% од бруто домашниот производ како директна помош од Европската унија, нашите соседи и понови земји членки добивале 2,4% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека трикратно повеќе од тоа што ние го добиваме. Не се разликуваат премногу ниту другите земји од регионот. Кај просечната плата најоптимистички се податоците кои се однесуваат на Србија. Потоа следуваат Босна и Херцеговина, Албанија, Црна Гора и Косово. Ситуацијата со просечните пензии во земјите од Западен Балкан е драстично полоша и се движи од 8% од европскиот просек во Албанија до 20% во Црна Гора. Кај невработеноста процентите се движат од 47 до 67%, кај бруто домашниот производ од 29 до 54% од европскиот просек.